Здраво, јас сум наставник Ленче Јаневска и денес ќе ве запознам со наставната содржина фактори за растење на растенијата. Вие ќе научите кои се потребни фактори за растење на растенијата и како да направите истражување за влијанието на светлината и водата на растот на растенијата. Сигурно секој од вас со радост го поминува времето на излет во природа и при тоа уживате во убавините што ни ги пружа нашата природа. Верувам дека на тие излети вие сте ја приметиле разновидноста на животните и на растенијата во таа природа. Пред се кога се во прашање растенијата, сигурно сте приметиле и нивната разлика во големината и во растот. Зошто сето ова го кажуваме? Затоа што сакам да размислите и да направите една споредба помеѓу родителското растение и на овие нови млади растенија од тоа родителско растение. При тоа, кога имаме два важни фактори за растење на растението, а тоа се светлината и водата. Што мислите, дали светлината може доволно да продре и да стигне до новите млади растенија кои што пораснале во непосредна близина на родителското растение? Не може доволно да стигне од родителското растение светлината, а кога е во прашање во водата, а кога таа ќе падне во почвата, истата количина на вода нема да биде достапна во доволна мера за младите растенија, затоа што родителското растение има голем и разгранет корен и побрзо ќе ја впие водата од почвата, па од сето ова можеме да заклучиме дека младите растенија побавно и послабо ќе се развиваат од родителското растение поради овие услови што ги кажавме досега. Сето ова не наведува дека растенијата за да можат да правилно да растат и да се развиваат покрај светлината и водата, потребни им се други услови и други фактори за да можат да се развиваат. Пред да ги видиме и другите услови и фактори за растење на растенијата, да се потсетиме на градбата на растенијата. Тие се изградени од корен, стебло, лист, цвет, плод и семе. Овде имаме сега еден видеозапис каде што можете да го следите растот на една садница од растението сончоглед. При тоа, да напоменеме дека коренот како орган го прицврстува ова растение за почвата и гледате како правилно како се развива ова растение од сончоглед со водата и еглеродниот диоксид и доволно сончева светлина. Тоа растение постојано се врши фотосинтеза и се развива и нормално расте. Стеблото се развива правилно, а и тоа, тука да напоменеме дека има важна функција да го држи исправено растението, како и за да ја транспортира водата низ едни цевчиња до цело растенија. Со постојаното раст и развиток и правилното создавање на листови и кои што можат постојано да се вршат фотосинтеза, растението мине сите фази од животниот циклус и со создавањето на цветот растението може да врши оплодување и да создава нови семки од кои што ќе израснат нови растенија. На почетокот уште кажавме дека вие ќе научите да правите истражување и тоа истражување за тоа колку се важни светлината и водата за растење на растенијата
и при тоа ќе бидете млади истражувачи и ќе минете низ познатите чекори на еден експеримент, на едно истражување, а тоа беа наблюдување, предвидување или хипотеза, да поставувате прашања, да истражувате и на крај последниот чекор да изведете заклучок. Што треба прво да направите? Вие треба прво да засадите семе кој што ќе изрти и кога ќе стигне до втората фаза од животниот циклус, тоа е садницата, да започне новото истражување, односно да го видите растењето и развитокот на тие млади садници. Значи, за почеток што ви е потребно? Потребни ви се исти садови за истражување, а во оваа ситуација најдобро е да користите пластични чаши. Треба иста количина на подлога. Може да користите и памук, а може и почва. И на крај потребно ви е семе кој што треба да биде во ист број. И сега јас тука како за пример ви понудив да правите напоредно 2 истражувања. И тоа истражување за раст и развиток на пченица и истражување за раст и развиток на садница од граф. Откако ќе ги направите овие почетни работи и кога ќе настане ртење на семињата, кога рековме семињата ќе стигнат до втората фаза, односно ќе бидат садници, ќе ги направите следните работи. Значи, овие садови треба да ги поставите во соодветни услови. Првиот сад треба, значи тој ќе биде веќе сад со садница од пченица. Треба да изложите на светлина и да ставите вода. Вториот сад да го изложите на светлина, а да не му ставите вода. Третиот сад со садниците од пченица да не го изложите на светлина, да му ставите вода, а во четвртиот сад, кај што ќе биде садницата од пченица, не треба да изложите на светлина и не треба да ставате вода. При тоа да напоменеме дека водата што ќе ја користите при ова истражување треба да ја додавате во иста количина во тие садови кај што треба да додавате, таа да биде во иста количина. И ова што до сега го кажавме, оваа постапка ја повторувате и за садовите кои што се има веќе рековме садници од граф. Следно што треба да направите? Треба, значи, да го следите растот на садниците во овие услови, какви што ги поставивме, и тоа следење да биде во текот на 10 дена. И што треба во тие 10 дена вие да правите? Да мерите висината на растенијата, бојата на листовите и да го следите бројот на листовите при растење на овие растенија. Значи, откако ќе го направите сето ова до сега што го кажавме, вие ќе правите фер тестирање, каде што со тоа фер тестирање ќе го испитате влијанието на светлината и водата за растење на растенијата. Што ќе следите? Ќе ги следите независната променлива, тоа е онаа променлива што ќе ја променувате во текот на експериментот, а тоа е светлината и водата. Ќе ги следите контролните променливи. Тоа се фактори или услови кои остануваат непромените во еден експеримент, а тоа се пластични чаши, кажавме, како најпогодни садови за ова истражување, да користите иста подлога, дали ќе биде тоа памук или почва, и да бидат ставени на иста топлина. И како трето, рековме, ќе ја следите зависната променлива, а тоа е она променлива што ќе ја мерим и наблюдуваме. При растењето на растенијата граф ќе следите и ќе мерите висина на растение, боја на листови и број на листови. При растењето на растенијата од пченица, во тие 10 дена ќе ја следите висината на растението, ќе ја мерите и бојата на листовите. Овде ви приложувам една табела во која што вие можете да ги прибележите резултатите што ќе ги добиете во текот на тие 10 дена истражување. Значи, тука резултатите ги внесувате по денови, првиот, третиот, шестиот и 10-тиот ден, а гледате лево во првата колона ви составени од ликите ке растенијата што треба да ги следите. На крајот од истражувањето, кога ќе ги внесете резултатите, вие можете веќе да изведете заклучок за правењето на овој фер тест и да покажете како факторите, светлината и водата влијаат на растењето на растенијата.
Кажавме дека светлината е важен фактор. Вие и самите ќе увидите од тие истражувања дека светлината ќе биде битен фактор за растење на растенијата. Како прво да кажеме дека сите живи организми, за да можат да растат и да се развиваат, потребна им е енергија. Енергијата животните и човекот ја добиваат од храната, додека растенијата ја добиваат од светлината. И тоа како? При процесот на фотосинтеза, кој што вие веќе ви е добро познат, ама да се подсетиме, за процесот на фотосинтеза потребно беше вода, која што растението ја земаат од почвата, јаглероден диоксид, кој што го примаат од воздухот, преку отворите на листот, тоа се стомите, и во хлорофилот во листот, јаглеродниот диоксид и водата под влијание на сончевата енергија создаваат шеќер или храна која што растението ја користи за растење и развиток, и од фотосинтезата уште се ослободува кислород во надворешната средина. Топлината. Топлината исто така е важен фактор за растот на растенијата, но како прво да кажеме дека топлината на нашата планета доаѓа од сонцето, значи од влијанието на светлосните зраци, и важна е не само топлината на воздухот од околината, туку е и важна топлината на самата почва. Зошто е важна топлината? Па таа е пред се потребна за сите процеси кои што се неопходни за да може едно растение да биде живо и да расте, да се развива. Значи, истражувавте и досега дека топлината беше важен фактор и за растење на семките. Потребна е и за да се одвива дишење кај растенијата, да се одвива процесот на фотосинтеза, но и за цветење на растението е дури потребна топлина. Водата. Вие повторно ќе напоменам дека и од истражувањата на крај треба да извлечете заклучок дека таа е еден од најнеопходните фактори кој што е потребен за растење на растението. До сега веќе неколку пати спомнавме дека таа е потребна за процесот на фотосинтеза, но и да напоменеме дека водата е важна за градбата на самите растенија, со што растенијата кои имаат доволна количина на вода во себе, тоа ги држи свежи и исправени, и да заклучиме дека секој растение има собствена потреба за количина на вода. А најважното дека растенијата ја земаат водата од почвата. Кога сме веќе ке почвата, да напоменеме дека таа е еден од важните фактори за растење на растенијата. Таа во себе треба да содржи соодветна влага, односно треба да содржи одредена количина на вода, треба да содржи во себе воздух, а тоа значи дека треба да има во себе доволно кислород за да може коренот на растенијата да диши, и почвата да содржи во себе минерални материи. Тоа се материи кои што во растенијата навлегуваат заедно со водата, а на растенијата им се потребни за правилно растење и развивање. Овде е важно да напоменеме дека различни видови растенија имаат потреба од различни почви и различен состав на почвата. Овде на сликите можете да ги видите кактусите кои што ви се добро познати растенија на сите. Они се прилагодили да живеат во пустинските предели на песоклива почва, каде што влагата е во мала количина, но со нивната способност они да се складираат вода во нивното стебло, може да обстанат на таква почва сиромашна со влага. А тука ќе ги спомнеме и интересните растенија кои што живеат на површините на водата, а тоа е лотосовиот цвет. Атмосферата е исто така битна за растењето на растенијата. Атмосферата представува воздушната заштитна обвивка на планетата Земја. Во воздухот има доволна количина на јаглероден диоксид, кој што веќе неколку пати напоменавме дека е важен составен дел за да се врши самиот процес на фотосинтеза и создавањето на храна кај растенијата. А во воздухот исто така го има и кислородот, кој што пак е неопходен за да можат растенијата да дишат. Од сето ова досега што го кажавме, од сите овие важни фактори за растење на растенијата, веќе вие можете
јасно да дадете свое образложение зошто на овие две слики имаме различно растење на растенијата. На левата слика од пустина гледате дека нема воопшто растенија, значи не растат растенија, а на десната слика има богатство од растенија. Зошто во пустината во овие предели нема растење на растенија? Затоа што има неповолни услови, а тоа е многу малку вода, многу светлина и премногу топлина. Сето тоа доведува да нема услови да можат да растат растенијата. Додека пак во паркот доволната количина на вода, доволно светлина, како и оптимална топлина, доведуваат да има многу добри услови за растење на растенијата. И за крај сакам да ве насочам да бидете млади истражувачи. Вие знаете дека сончевата светлина е бела светлина, иако не е можеби за верување, белата светлина во себе ги содржи сите бои на виножитото, и тоа е црвената, портокаловата, жолтата, зелената, сината и виолетовата боја, која што можеме да ги видиме кога ќе се рефлектираат светлосните зраци од капките дожд и се формира прекрасното виножито на небото. Што сакам да ве насочам? Во која насока да истражувате? Сакам да истражите која од овие бои, значи како што напоменавме, виолетовата, сината и црвената светлина се дел од белата светлина, и сите тие светлини имаат различно влијание за одвивање на фотосинтезата, а со тоа и за растење на растенијата. Откако ова ќе го истражите, ќе дојдете до интересни сознанија, па ви посакувам да имате добро учење и ви благодарам на вниманието.